Благодарам, господин Мисовски, подпредседател на Собранието. Прво да констатирам дека пролонгирањето на распуштањето на Собранието е најголемата грешка случена овие неколку денови. Заради тоа што кога еднаш ќе кажете дека на 12 ќе се распушти Собранието, не можете после да си играте со датумите. Народот наш за такви денови кои што висат, кои што се во воздух, има еден назив, вика некрстени денови. Ова се тие некрстени денови. И сега не се носат нити мудри, нити паметни одлуки. Сега брзо набрзо може да се донесат одлуки само од личен интерес на поединци од владата. Но одговорноста е на власта, одговорноста е на тие што носат одлуки. Се надевам дека одлуките што ќе бидат донесени, што е можно помалку ќе штетат на Република Македонија и на граѓаните. Прво да ја расчистиме дилемата дали од законот зависи датумот. Не. Апсолутно, да не се повторува. Да не ги лажеме граѓаните и да не си ја покриваме совеста ако веќе сме одлучиле да гласаме за закон. Од законот не зависат датумите. И не зависат само од една држава, како што некои се обидува цело време да потенцира, зависат и од друга држава. Еве да кажем, ајде да ви кажам во метафора. Го знаете скандалот со Фени? Знаете која држава е заинтересирана за Фени? Знаете која држава прашува чија е бугарската фирма која што е сега собственик на Фени? На штета на нивна фирма. Ај распрашајте се малце да видиме чија е бугарската фирма собственик на Фени. И во каква постапка таа бугарска фирма го доби Фени. И зошто, впрочем, јавното обвинителство на Република Македонија, ова или специјалното, не отвори истрага за Фени. Или Тето, зошто јавното обвинителство добило пред година дена целокупна документација за оштета на државата од 200 милиони, а никој не повел истрага за случајот Тето, во која што се перат руски пари. Руски пари се перат. За тоа кој ќе одговори? Да не се криеме под плаштот на Европската Унија. Во Европската Унија систем на вредности. А европските држави во Република Македонија, фала му на Господа, имаат добар систем на информирање. Знаат многу што се случува во Република Македонија. Знаат многу за сите афери, не само за аферата Реки. Знаат и за овие што ви ги спомнувам, за Фени знаат многу убаво. За Тето знаат многу убаво. Знаете зашто знаат уште поубаво? За злоупотребата на обвинителските и судските институции за бизнес интереси. Остајте а политиката. Сите во политика што се замешани, а се замешани во судски процеси, сите нека изгорат. Ајде. Океј. Ама амбасадиве знаат и за другиот сегмент од приказката. Еве, Тето и Фени ви се два примери. Сакате уште да ви набројувам? Каде со одлуки се носат преку ноќ во стечај фирми заради бизнес интереси, па чудни компании од Бугарија ги купуваат бизнисите. Е тоа ќе амнестирате, почитувани колеги. Вашиот глас за е соучесниство во тоа. Вашиот глас за е соучесниство во недобивањето на датум на Република Македонија. Заради тоа што сето ова ден порано или ден подоцна ќе стане јасно. Снимките, дел од моите колеги кои што порано беа дел од претеничката група која што јас ја раководев. Тука се двајца присутни. Велат обезбедиле снимките да не се користат од сега натам. Па тоа е напишано во Законот за кривична постапка. Што сте добили? Ако се почитуваше Законот за кривична постапка, тие не смееја ни досега да се користат. Ништо не сте добили. Но со вака напишан член во Законот, единствено што добива некој е за снимките кои што од сега ќе се објавуваат. Или можеби некој ќе ги објавува. Не за тие претходно. А ги легализирате тие претходно, пошто велите освен за случаите. Значи ги легализирате тие 20 на предмети и незаконското постапување во тие 20 на предмети и со тоа нанесувате конкретна штета на 2000 ваши поранешни партиски колеги. А за овие сега што испаѓаат, велите не. Тоа не може да е ваше барање. Не може да е ваше барање. Јас велам вака, или да важат за сите, или да не важат за никого. Одлучете. Еве, одлучете, Саше, одлучи ти, јас ќе те поддржам. Ама одлучи дали за сите или за никој. Саше, како ќе одлучиш, така ќе те поддржам јас.
Ама ова вака како што го правите не е искрено. Заради тоа што досега беа користени спротивно на закон за кривична постапка, а вие ги легализирате со овој закон, а од сега велите не. Еве одлучи Саше ти, јас ќе те поддржам. Одлучи дали да важат за сите или за никој. Тоа е уставно правило. Законите можат да важат еднакво за сите, не можат да се прават селекции. Кој ни одговара досега, кој ни одговара од сега ќе го заштитувам. Понатаму, самата одложена примена е нелогична во закон. Ако ја одложуваме за 4,5 месеци, дали има време експерти да го напишат? Да. Па овој закон е закон на политички партии и пратеници. Дали може да биде добар во суштина? Не. Гледаме колку е непријатна расправата од утрина. Зошто? Заради тоа што не можат политичари да се договорат за ваков закон. Најпаметните да се. Најпаметните да се. Никој не може да пледира дека ќе напише добар закон, ако експертите го критикуваат закон. Да не ги набројувам по име, не секам да им ги влечеме имињата или да покриваме со нивните презимиња. Те молам, Кирацовски, те молам, ако сакаш, јави се за реплика, те молам, не ми ви одзиме нити вниманието, нити времето. Благодарам. Значи, не може политичари да го пишуваат закон. Саше, не можеме јас и ти да пишуваме закон. Да бидеме објективни. Не можеме. Да им дадеме на експертите да пишуваат закон. Да ве прашам, досега нема ли закон за јавно обвинителство? Зошто до сегашно јавно обвинителство не постапи во аферата Леонардо со хеликоптерите? Кој го спречуваш? Зошто не постапи во аферата грантови од фондовот за иновации? Кој го спречуваш? Зошто не постапи во аферата камионите во РЕК? Кој го спречуваш? Зошто не постапуваше во аферата Луи Витон, рекет, како веќе се вика, не знам, каде што, според некои информации, не се изрекетирани 1,5 милиони, туку 10 пати повеќе? Зошто не постапи јавното обвинителство во аферата ПИОМ, која што е потегнат член на влада? Зошто не постапи во ТЕТО? Зошто не постапи во аферата ФЕНИ? Зошто не постапи во аферите со проток на мигранти и наркопазарот во Република Македонија, кои што го раководат високи функционери од разноразни институции, кои што треба да се борат против тоа? Не знаете и за тоа? Не знаете? Зошто не постапи јавното обвинителство со пуштање на 1, 2, 5, 10 луѓе кои што извршиле убиства на, да не спомнувам имиња, да не им ги балкаме имињата на луѓето? Зошто не постапи ова јавно обвинителство со аферата со милионите кои што се делеле во СЈ? Зошто не постапи ова обвинителство, Саше, пак тебе ќе те прашам, со дивоградбите во Охрид? Зошто? Мислите дека законот беше пречка? Не. Ајде, окей, да ми одговориш. Сега јас ќе ви кажам уште неколку работи. Сите, после избивање на аферата со СЈ во собранието, дискутиравме, а и во контактите меѓу нас, дека СЈ било чудовиште, кое што излегло од контрола. Тоа го велевме ние од ВМРО, и СДСМ, и ДУИ, и Алијанса, и БЕСА, и Алтернатива, и колегите од независната пратеничка група и сите останати. Сега да ви кажам. Јас, мене бар ми е мирна совеста, не учествував во преговорите за СЈ, иако јас тука како координатор заедно со Талат Џафери бевме подписници, учествував во преговорите за законот за медиуми тогаш. Ова сега што го правите, со овој закон, е понеконтролибилно, понеконтролирано, ќе биде потрајно, помоќно и поголемо чудовиште од тоа што беше СЈ. Јас, плукајте ме, кога ви велев јас прв дека СЈ е чудовиште, ме плукав. Плукајте ме и сега. Стенограмот и снимката ќе остане. Стенограмот и снимката ќе остане. Во Република Македонија, после донесување на овој закон, на власт последните 10-15 години, без разлика дали е мнозинство или опозиција, на власт ќе биде мафијата. Заради тоа што мафијата, преку своите испостави во државната безбедност и во овие судско
обвинителски институции ќе прави кадрова политика. Кога некој од вас ќе каже збор лош за мафијата, ќе биде повикан на разговор во обвинителство. Република Македонија со овој закон и официјално станува држава на мафијата или, ако сакате, да бидам почесен, на мафиите. Благодарам.